Аврам, царевите и Мелхиседек. Кога Амрафел беше шинерски цар, Еласарски цар Ариох, Еламски цар Кедор Лаомер и Гиумски цар Тидал, сите тие цареви започнаа војна против Содомскиот цар Бера, против царот на Гомора Бирша, против царот на Адма Шинав, Цевоимскиот цар Шемевер и со царот на Бела, односно Сигор. Сите тие се собраа во долината Сидим, која сега е солено море. 12 години му служија на Кедор Лаомер, а во 13-тата се побунија. Во 14-тата дојде Кедор Лаомер и царевите кои беа со него. Па ги поразија реафимците во Аштерот Карнаим, зозимците во Хам, емимците во Шаве Киријатаим, хоријците во гората нивна Сеир, дури до рамнината Фаран, што е крај пустината. А кога се вратија оттаму, дојдоа до изворот Мишпат, односно Кадис, и ја опустошија целата област Амаликиска, како и аморејците кои живееа во Хацонон Тамар. Тогаш излегоа царот Содомски и царот на Гомора, царот на Адма, царот Цевоимски и царот од Бела, односно Сигор, и појдоа во борба против оние во долината Сидим. Против Кедорлаомер, царот Еламски и Тидел, царот Гоимски, и Амрафел, царот Шинарски, и Ариох, царот Еласирски, 4 цара против 5. Во долината Сидим имаше пак многу јами, од кои се вадеше асфалт, и побегнаа царот Содомски и царот на Гомора и паднаа во нив, а другите избегаа во планините. Победниците го зедоа сиот имот на Содом и Гомора и сета храна нивна, па си отидоа. Го зедоа и Лот, братанецот Аврамов, кој живееше во Содом, и имотот негов и си отидоа. А еден од оние што се беа избавиле, дојде и му јави на евреинот Аврам, кој тогаш живееше кај светите дрвја. Мамре, амореецот, со браќата Ешкол и Анер беа Аврамови сојузници. И кога Аврам чу дека му е заробен братанецот, ги вооружа слугите своји, 318 кои се родија во неговата куќа и тргнаа во потера до Дан. Тука ги распореди своите слуги и удри на нив ноќе, и ги разби и ги гонеше до Хова, кој е северно од Дамаск. И го поврати сиот имот и Лот, братанецот свој, со имотот негов и жените и народот. А царот Содомски му излезе во пресред кога се враќаше, откако го разби Кедорлаомер и царевите, што беа со него во долината Шаве, која сега е долина на царевите. И Мелхиседек, царот Шајлемски, изнесе лепи вино, а тој беше свештеник на Севишниот Бог. Па го благослови велејки: Благословен да е Аврам од Севишниот Бог, создателот на небото и земјата. Благословен да е и Севишниот Бог, кој ги предаде непријателите твои во рацете твои, и му даде Аврам 10 дел од се. А Содомскиот цар му рече на Аврам: Дај ми ги мене луѓето, а имотот земи си го за себе. Но Аврам му рече на царот Содомски: Ја кревам раката своја кон Севишниот Господ Бог, создател на небото и земјата, дека ни конец, ниту пак ремен од добовки нема да земам од се она што е твое, да не речеш јас го збогатив Аврам, освен она што го изедоа момците и освен делот на луѓето што одеа со мене, Анер, Ешкол и Мамре. Тие нека го земат својот дел.